Ново видео интервју на телевизија Република. Темата е говор на омраза или она што се смета или што се злоупотребува како квалификување за говор на омраза. Гостин во студиото Јанко Илковски, нема потреба од поголем вовет во на вашето име. Телевизиски водител, радиоводител, шоумен. Thank you very much. Па во последно време покрај вашите емисии, вашите ставови во емисиите се најдовте во фокусот на јавноста и заради она поднесена кривична, односно до јавното обвинителство од Сдруженијето за заштита на маргинализирани заедници заради ширење на говор на омраза и при тоа ве посочуваат како виновник за нападот во забавата на ЛГБТИ заедницата во едно кафуле во Старата Чаршија. Благодарам на поканата. Искрено да ви кажам, во право сте. Навистина сум во фокусот во овој период, иако немам потреба од такво нешто, бидејќи ја и генерално 15 години сум во фокусот, секоја вечер имам емисија. Она што ми е криво, што бидејќи сега се наоѓаат во една апореја, токму тие заговорниците и поднесувачите на оваа кривична пријава, дека големат медиумска халабука која се крена околу оваа кривична пријава против мене и мојот колега, дека е некој начин јас сега идам и нешто се правдам. Прво да разбереме една работа. Нити имам потреба да се правдам, нити сакам. Ако земеме шегобино, дај Боже да отиде ова на суд, затоа што ова го добивам не во Страсбург, ова го добивам во Северна Кореја, го добивам во Обединети нации, било каде. Бидејќи ова е толку нонсенс и ја викам ако да не се дига многу фрка и ја ќутенката ќе се извадам еден убав одмор у Дубај за мене и децата во некој all inclusive од оние најскапите. Бидејќи неам. Шега Оно на што е страна. интересно, Шега на страна. дека станува збор за пост на фан страница на Facebook, на социјална мрежа, на која што велите Еве ти се демолирано е хронологија. кафулето и стои слика или веста беше објавена. Хронологија. Што е тука говор на омраза? Што е тука повикувањето за Еве за ваш атер, бидејќи никогаш не сум го кажал нигде као ова комплетно. Значи вечерта кога објавуваат, бидејќи скоро секоја вечер јас сум на телевизија и ги објавувам најактуелните работи. Дали како кратка вест или со коментар, зависи. Стигна таа вест во текот на емисијата, ја објави во исти момент, ја објавувам на Facebook и ја објавувам и ја кажувам веста на во емисија. Да. Во живо го осудувам нападот. Значи го осудувам насилството. Тоа се мои зборови. Арно ама, што се случи меѓувреме? Ја имам фан страница за која мислам само дека двајца политичари може имаат повеќе фанови од мене. Значи негде имам скоро 45.000 фанови на мојата страница, што е сериозно за македонски услови, респектибилна цифра. Кога ќе објавам нешто, поготоа ако е од актуелна политика, експлодира од коментари. И сега имате едно море од коментари. Генерално се негативни. Јас сега не можам лоботомија да им правам на луѓето. Сега, мојата вина е зошто ја не сум ги модерирал. Се интересна работа. Вие ова треба да го знаете или барем секој кој користи Facebook. Токму тоа ми беше. Што значи модерирање? Модерирање значи јас да пазам, да го пријавам, да го избришам, да го банирам оној што сметам дека кажал говор на омраза или што ти ја знам. Нели е тоа цензура? Навлегува ли тоа во полето во сферата? Ако ова навлегува во говор на омраза и е за кривишно, Прво е цензура. Цензура и кривење на јавно мислење според некој Ајде се да забегаме. Ајде да не биде на моја вода. Што е демократија? Демократија е слобода на говор. Да, ама она подразбира некакви рамки. Ја не се согласувам со такви коментари. Ама они за мене се нешто говорат. Значи, има негативни коментари. Не ми се допаѓаат. Ја не сум насилен тип, ја у живот не сум нити барал насилство, нити сум предизвикал насилство самиот или да учествувам во такво нешто. Работата е, демократијата бара нешто што е рамки на однесување, некое културно. Значи, она пак мора, не е анархија. Значи, тука не треба да биде тоа хаос. И тука се согласувам. Но како се прават тие правила? Да е тоа моја веб страна, лична, која ја водам јас,
која ја модерирам, а ја имам таква, jadiburek.com. Таму не може било кој што сака да каже. И таму ќе видиш ретки коментари 1-2. Не дозволувам. Тоа е моја страна. Facebook е на Марк. Марко го знаете? Го знаете сите, добро го знаете. Се натафира момчето со тешки милиарди на млади години, а лолника му е. Значи, постојат правила, каде што они велат. Ако постои говор на омраза, ако постои недоличен коментар, ако постои недолична фотографија. Ја колку пати сум бил избаниран, не можам да пристапам по 7, по 15 дена заради недолична фотографија, заради, например, ја објави фотографии од Прайд парада во Европа, каде што имаше вулгарно беа експонирани, буквално им се гледаа гениталиите. И ја објавувам, еве да видите Европа и така натаму. Мене ме банира 3 дена Facebook. Зошто? Затоа што сум објавил голотија. И сега Тоа од некого е пријавено или како? појма немам. Значи тоа е дискреционо право на Facebook. И Facebook тоа го модерира. Овој проблем го имав со Ванковска. Кога беше убиството кај Смилковско езеро, имаше апсење, имаше фотографии кои беа објавени. Мислам дека дури и ваша фотографија беше на Република, каде што имаше апсење, меѓу кои една жена беше забулена. Ја објавувам фотографијата. Господјата ми се нафрли, зошто објавувам вакви фотографии? Прво викам, ја не објавувам. Таа е објавена. Ја можам само да реобјавам нешто што е веќе објавено. И тука тој конфликт со незе и таму започна. Исто и овде. Сега, и втора работа. Ја треба да ангажирам огромен број луѓе, бидејќи ја дневно имам 10 до 20 вести, кои го гледаат преку 40.000 луѓе. Минимум 20.000 луѓе на ден. Јас сега треба цел ден да седам и да модерирам. На крајот на криштата, можеле, ако не им се свиѓале некои коментари, да ги пријават, да поднесат лични тужби против, бидејќи не сите. Значи има конкретно Јанко, Петко, Станко, тој и тој, нелажни профили, каде што отворено фашистички заговара насилство и така натаму, може да му го избанира он. Секој може. Значи, идеш на мојата страна, гледаш недоличен коментар и го пријавуваш. Јасно. Facebook за 2-3 дена ќе ти одговори. Знаеш ли дека у 99% од случаи Facebook ги одобрува тие коментари? Ја имам пробано, чисто да видам по туѓи страни, едноставно не коментирам и само гледам некој, тој ваков, таков, ама онака да го убиеме, да го тепаме. Кликам за недоличен говор или за напад или за закана насилство, има таму графи. Имаш сексуално насилство, имаш недоличен говор, политички некоректен, for disability, religion и така натаму. Не вика, Facebook смета дека е тоа во ред. Океј, дали е тоа издржано или не ме интересира. Искрено да ти кажам, нонсенс ми е. Затоа што каде утињаат они? Они се занимаваат со мене. Што ви е поентата? Што сакам ја да им кажам? Сакате вие да создадете некаква хармонија во општеството? Како заедница. Зошто постоите вие како ЛГБТ? За заштита на лица кои се хомосексуалци и така натаму, за жал инвалидите, они се повикаа, што е нонсенс, па и они да бидат. Ајде, окей, нека им биде. Сакам да ти кажам, они го побараа сето тоа. Па сега, што сакате вие од ова да ви произлезе? Ајде, кажи ми, што ќе им произлезе? Они сакате да постигнете хармонија со општеството? Што ви е целта на вашето постоење? Дали ви, знаеш, и ова ми е сега, за жал, не можам на суд да го кажам. Ја ова сакам на судија. Сакам отворено. Викам, што ви е целта? Сакате хармонија во општеството или сакате да ги закрвите? Скопје, Македонија, има длабока историја на некаков соживот премеѓу хомосексуалците И воопшто и воопшто. Еве, не смееме, нели? Роми, албанци, не смееме педери да ги викаме, нели? Мораме да пазиме хомосексуалци, геј заедница, квир и така натаму. Океј, не ми е проблем како ќе ги нарекувам. И сега што ви е поентата? Сакате омраза да сеете или сакате и на крај поентата? Зошто хомосексуалците во Македонија, поточно нивните здружени, повеќе имаат негативни коментари во оваа земја, одошто, например, хомосексуалците во Англија, во Франција, во Америка.
Мислиш, таму луѓето се понапредни? Токму затоа и Има сакам тука поента. Да отидам. Да, која е тука поентата? Дали зад оваа кривична, како и кривичната кон колегата Миленко Неделковски, стојат чисто ЛГБТИ заедницата и сите членови на ЛГБТИ, или има друга позадина која што бие поврзана, да речеме, со известни политички дејанија и влијанија? Само да, ако ми дозволиш да го оваква, и веднаш ќе ти одговорам. И во интерес на времето, јас сум обширен, ти навикнат на мојава емисија, кај што имам 120 минути. Да. Ќе се извинувам поради тоа. Ќе се обидам концизен да бидам. Значи, хомосексуалците во другите земји се популарни, ама они никогаш не влегуваат во конфликт со стрейт. Никогаш не влегуваат во конфликт со религијата, никогаш не влегуваат во конфликт со нормалниот обичниот народ, никогаш не влегуваат со семејните црковните заедници и така натаму. Они се обидуваат да се прикажат позитивни, да се покажат, ние сакаме да служиме војска, сакаме да ја браниме земјата. Кога си видел такво нешто? Од нашиве. Ние сакаме Македонија да успее. Кога си слушнал такво нешто? А тоа сегде ќе го чуеш во другите земји. Се обидуваат во хуманитарни акции, се и така натаму во сите сфери. Овдека секоја популарна личност што јавно, ја на пример мислам дека заднина на цело ова е што ја отворено, за разлика од многу мои колеги, ја отворено си ја прокламирам својата сексуална ориентација исто како што они. Значи, они викаат, горди сме затоа што сме геј. Јас сум горд што сум стрейт. Горд сум. Втора работа. Втора работа. Јас јавно ја прокламирам и мојата религија. Мојата религија не се согласува со хомосексуалниот начин на живот. И сега, кој стои за тоа? Значи, ако сега теоретизираме сега, што е работа? Знаеш, они имаат агенда. Они се политичка агенда. Дел од хомосексуалците застанаа дури у моја одбрана. Мене за еден актерот Петар Стојковиќ застана, ми побара интервју. Не застана во моја одбрана, туку ми побара во интервју. Во рамките, демократски рамки. Океј, му дадов интервју, си го кажав својот став. Дел од овие што ви ги кажувам тука. ЛГБТ заедницата крваво го нападна него. Зошто уопште ми дал назначение? Па чекај, поднесувате кривична пријава. Токму и он се согласува на некој начин, колку што разбрав, сега да не му ставам зборови во негова уста, дека токму ЛГБТ заедницата е уствари една бизнис сделка која измислува непријатели, создава негативна тензија во општеството за да влечат пари. Значи, он поднесува, пази како иде насловот. Јанко Илковски кривична поради насилство. Так. И стои во вестник така. Што значи тоа? Дека јас сум направил насилие, дека јас сум повикал на насилство, дека заради мене некој отишол и направил насилство. Ало, дечки, чекај тебе, малце. Знаеш, и сега се дигна малце фрка, заедницата. Претежно новинарите конечно се разбудија, колегите, почнаа да реагираат затоа што веќе кој е следниот. Дали ме разбираш дека влегуваме во еден нов геј тоталитаризам кој они го промовираат? Они сакаат по мене, значи шпекулирам, да закрват односите помеѓу геј заедницата и нормалниот народ и колку повеќе се исценираат инциденти, они ќе идат, ќе кукаат и плаќ, а за тоа се кешира, нели? Кога викаат, овде ситуацијава критична. А сега, ако некој профитира, некој друг многу губи. Втора работа е... Ако земеме како цела слика за земјата, ако земеме како тоа дека има малцинство и мнозинство... За политичкото да ти докажам, да. Така, па... За политичкото што морам да бидам обширен, не е ова на кратко. Се работи за напати на владата. Бидејќи мене, они ме прогласија за провладин. Како ме купи владата, ја не знам. Уште ги чекам тие пари. Не се. Шега на страна. Значи, ја владата отворено ја поддржа, бидејќи во неколку работи многу се согласувам со нејзе. Црква, име, идентитет, инвестиции. Тоа се 4 работи за кои било која влада во Македонија да ги прави и да гледам резултати, ја има мојата поддршка. И ја ова отворено се го кажа. Сега бидејќи, знаеш, овие организации се претежно опозиционерски и така натаму, така да секој НВО во Македонија се користи за напад на владата, за рушење на владата. И кога се нема каде, провладините новинари, како што ме прогласија мене,
ова е на некој начин борба, нели, бидејќи мене ме бойкотираат, опозиција не дозволува никој од опозиција да дојде кај мене во емисија за да збора дека има медиумски мрак и така натаму. И така, приказнава може многу да се шири, јас се извинувам што бев малку обширен, ама има уште многу детали во целава приказна. Многу е небулозна. И ја би сакал Страсбург да го видам. Јас сакам ова на суд. Знам дека кривичната ќе се изнасмеа. Втора, и една работа. Вие како новинар би требало да го знаете. Знаете ли дека ние баравме регулација на медиумскиот простор? Апсолутно. Така, опозицијата, дали се сеќавате како гласаше кога бевме, кога дојдоа странците кај нас, кога бевме во Holiday Inn и кога ни рекоа дека мора да има закон за медиуми, што многу се бунеа, и тогаш побара опозицијата интернетот да биде иземен. Значи, што и да се напише на портал, на Фейсбук и така натаму, нема правна рамка да се процесира. Мене ми е жал. Јас сакам да излезам на суд, затоа што нарушени се моите човекови права. Се врши јавен мобинг врз мене. Бидејќи без никаква презумпција на невиност, мене ме прогласуваат за насилник. Тоа значи веќе се загрозен, луѓе читаат и викаат Јанко насилник. Дали се тоа можеби и ќе ги зголеми тие коментари што се негативни кон Ќе ги зголеми. Дали можеби и тебе ќе те стави во по незавидна ситуација да луѓе на телефон да се јавуваат и да даваат отворена поддршка со еден не сакам, не сакам, ама треба луѓе да се прашуваат зошто има негативни коментари и зошто има олку поддршка за мене. Не сакам, не ми треба. И зошто сите насилства се случуваат во старата чаршија, да речем? Добро, ова беше во Дебармало. Али и таму претежно нивниот ова локалот што беше нивни. Таму е? Не знам каде е. Каде е нивниот? Појма немам кај се наоѓа. Подкале? Појма немам. Абер немам кај се наоѓа. Добро. Интересна работа е. Дали некој се запрашал? Еве као новинар, истражувачко новинарство. Зошто геј заедницата кога прави парада во Македонија, двојца без тројца има? Они викаат се плаши народот. Ајде, ги знаеме кои се низ Македонија. Пејачи, манекени, луѓе од естрада, фризери и така натаму, попознативе. Прашај ги зошто. Пази, јас сум човек од естрада, јас сум бил и дисџокеј, сум бил и музичар, додека да станам новинар. И сите сум растел со тие луѓе. Прашајте ги зошто не им даваат поддршка. Токму тоа ми беше прашањето, какви се реакциите од оние? Затоа што не се глупи. Они сметаат дека хомосексуалците се кретени, дебили и дека они може да ги манипулираат. Загрозени сте, ајде ќе се буниме. Не, они знаат дека тоа е бизнис. Зошто не излегуваат на протест со нив? Зошто никој не излегува? Затоа што знаат дека таму има друга цел, а не човекови права. Таа заедница, тие поединци таму, не се они со емпатија некому да направат добро. И тоа приказни. Многу интересно што албански портали, информативни портали, регистрирани, повикуваат, значи, уште пред да биде забавата во Дамар, има информации објавени со принтскринови, објавени понатаму во делот од ова како Кенеди убиството. Во дел од медиумите. Не знаев. Сега ја објавуваат кривичната, ги објавуваат и овие делови каде што велат, и то од портали кои што се про ЛГБТИ заедницата, каде што велат, еве 1, 2, 3 портала на албански јазик кои што викаат ЛГБТИ заедницата и хомосексуалците ни ја загрозуваат чаршијата, ни ја прљаат чаршијата, вечерва ќе има забава во тој кафич во толку и толку часот. Значи повикуваат на насилство. И самите повикуваат на насилство и Хелсиншки комитет и за нив нема кривични. За нив нема кривични. Така. А под тоа стојат, значи, и двата субјекта правни кои што фактички ја поднесуваат кривичната пријава против. Појма немам за ова. Фала ти за информацијата. Ја пишува на Република. Појма немам. И се извинувам што не сум просурфал подетално. Така. Али ова е многу интересно. Појма немам за ова. Против нив нема ни. Значи, пренесено еден портал, па друг го презема, па трет го презема. И со се превод стои баш кај страниците кои што се поддржувачи на оваа кривична пријава. Знаеш,
некои Дали може заедници. би сега па тука има и страф еден Слушај, од предизвикување може би па верското да не влезе Знаеш, тука таа знаеш што, мултиетничкост. јас секогаш им викам, нашето православие и ние кои сме задоени и сме растени во православната вера, сме генетски ненасилни. Кај нас е страно и туѓо. Додека кај некои заедници реакциите, одбранбениот механизам е малку пожесток. Малку е пожесток. Велам одбранбен механизам. Нема насилни и ненасилни луѓе. Едноставно има заедници, народи кои што имаат појак одбранбен механизам. И кога нивната заедница ќе се почувствува загрозена, реагираат жестоко. Што ќе постигнат со ова? Сега се плашат. Да. Знаеш ли зошто реагираат на луѓе како мене? Извини, Затоа што нема стоеше и нема анкета со со стари луѓе кои што пиеле чај во чаршијата, кои што велат тие нас ни загрозуваат околината, тие нас ни ја загрозуваат, ни ја прљаат чаршијата, животната средина. И за нив нема кривична пријава. Има кривична пријава за Јанко и за Миленко. Па затоа што прво агендата, нели, она што шпекулираме дека е политичка. Дај да не ви го трошам хард дискот, до утре можеме да оставиме. Во ред, Илковски, ти посакувам среќа во овој Фала ти. случај, ќе го следиме како информативна, бидејќи е Ова ми дел кажа од многу интересни нешто што работи, на отвара вистина. многу пошироки кругови овој случај. Ви благодарам за вниманието, тоа беше едно накусо интервју, видување на Јанко Илковски, неговиот дел од овој случај наречен кривична пријава за говорна образа.